Здраво, јас сум Нела Бекировска, имам 13 години и учам во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк. Јас сум Мелиха Ракиповска, имам 11 години. Учам во училиштето Мустафа Кемал Ататурк, идам од општина Центар Жупа. Па, кој што го направија, одличен е и скоро секој ден со нашите другарки си идеме тука, има многу активности и добар е. Најчесто или на клубиве ќе седнеме, ќе се частиме и многу други работи. Има и повозрасни, има и помали. Има од 9 години, има и од 13 нагоре и од 16. Најчесто е попладне, пошто не е толку горештина и скоро идеме 3 пати во неделата или 4. Ни го смени, пошто сите тука доаѓаат, се движат, имаат активности, малите тука си играат, големите тука и има многу други работи. Да разговараат тука сите, седнати, ќе се слават и други работи, заедно сите. Многу повеќе со другарчињата играме, се смееме, се дружиме во овој парк. Многу е добро што го направи. Играме игри, се лизгаме, се нишаме по нишалките. Па родителите си седат, си прават муабет, не вардат нами да не паднеме. Мислам дека ова е доволно, но може уште еден парк да се направи. Merkez Jupa çok kültürlü bir ortam ve burada her Türkçe, Makedonca veya Arnavutça konuşulduğunu duyabilirsiniz. Mesela 3 dilde eğitim veren bir ilkokulumuz, sadece Türkçe dilinde eğitim veren Kocacık'ta diğer bir ilkokulumuz mevcut. Broştica köyünde de sadece Makedonca eğitim görülmektedir. Ama ona rağmen eğer ki Makedonya çapında çok kültürlü ortamın yaşandığı bir yeri görmek isterseniz o zaman Merkez Jupa'ya uğramanızı tavsiye ediyorum. Поголемиот дел од граѓаните се за жал иселени. Тие што сме тука останати сме или вработени во училиштата или во општината, или пак имаме кои се занимаваат мал дел со земјоделие, сточарство и социјалци. Тие сме останати. Имаме слободно време, значи после работното време можеме и исто така ние имаме и еден мал парк во покрај езерото и гледам дека често пати таму си одат прават, значи си спортуваат или си уживаат, да кажам, во самиот поглед. Значи имаме доста време, имаме многу убава природа и колку што можеме ја користиме и колку ни даваат условите нормално. Ние како невладина организација почнавме 2020 година, после короната, значи крајот на 20-та. И имавме едно анкетирање во соработка со еден проект од UN Women. Таму забележавме, односно откривме дека жените сакаат место за социјализација. Па така настапивме до градоначалникот по неколку средби со градоначалникот. Дојдовме до идејата да се отвори женски центар, тука е значи на моја десна страна женскиот центар во склоп на самата општина. Доста голем простор и први во Македонија мислам дека сме кои што имаме женски центар со цел да се социјализираат жените. Но веќе од кога го почнавме да го уредуваме женскиот центар и да го употребуваме, свативме дека имаме потреба и надворешниот простор да ни биде уреден, бидејќи не беше уреден. И ние тогаш од граначалникот баравме барем еден дел, значи некаде 5 метра да уредеме, да си ставиме цвеќина или зеленило и некој летниковец, каде што кога ќе работеме внатре ние во летните периоди, децата да бидат надвор, значи во тој летниковец или ние сами да работеме во тој летниковец и да си пиеме кафе, да се дружиме. На тој начин произлезе идејата всушност. Од кога ние тоа му го објаснивме на градоначалникот, отидовме со таа идеја, тој ни вика, ја вика нема да го уредам само тој, дајте вика да го уредеме цел простор, бидејќи е поголем простор.
што како и дојдовме до моментот кога се организираа форумските сесии и таму ние пак пред форумските сесии кажавме дека ние имаме ваква идеја, сакаме да имаме уреден простор пред нашиот женски центар, а доколку е можно нека има и место кај што ќе играат децата. Началникот вика добра ви е идејава, истакните ја на форумот, па ако се поддржи, вика јас секако ќе инвестирам, ќе ја поддржам идејата, само битно е вика да има мнозинството на граѓани да ја поддржат идејата. Вака, имаме многу позитивен исход од реализација на овој проект, бидејќи навистина сега имаме поголема фреквентност и децата имаат подобро место кај што ќе можат повеќе да си се занимаваат, а и жените кога доаѓаат тука може слободно да си седнат, гледате пријатна атмосфера има и тука поубаво се пие кафето. А исто така гледам и мажите го користат, сите имаме бенефит од изградување на овој проект. Секоја жена е и мајка, што се вика до некаде, и ако не мајка е сестра, има помали братчи на сестри и кога сакаат да дојдат во центарот, свативме, почувствуваме дека имаме потреба, односно мајките имаат потреба своите деца да ги носат со нив. И веќе кога ги носат со нив, рековме дај нешто да има што децата ќе се занимаваат и нема да им сметат на мајките додека работеме ние. И на тој начин произлезе идејата и мислам многу добро испадна. Сега сме порелаксирани, мајките се чувствуваат по-флексибилни во текот на работата, бидејќи децата знаат дека им се на достапно место, ги гледаат, ги наблюдуваат и си можат да си работат полесно. Последно имавме организирано пролетен базар тука. Претходно ги организиравме внатре во центарот и не беше баш практично, а сега имаме доволно простор и на отворено сме и тоа е баш убаво за организација на такви базари. Бидејќи нашите жени изработуваат многу рачни изработки, покрај рачните изработки тие и произведуваат домашни сладки, ајвари и слично. И сето тоа, сега имаме можност да организираме базари на отворено. Ете, например, сега август месец ќе имаме и поголема густина на населението, ќе дојдат и странците и баш ни е погодно местото за организација на такви базари кај што жените ќе си можат да си ги промовираат и продаваат своите производи. Најмногу тоа им се допаѓа, домашните производи, особено прехранбените производи, како што се сладките, џемовите, ајварите, тие работи ги сакаат и ги купуваат обично. Дел, барем овие што се сега дипломирани, гледам дека сакаат да останат во Центар Жупа, но бараат некој начин да има услови за да обстанат тука, нели знаете, мора да работат, да заработат, па за да имаат желба да останат. Доколку би се направило некоја инвестиција, мислам дека има дел што сакаат да останат. Еве, една сум јас од нив. Јас не би сакала да одам на друго место. Знам што значи да си во својата држава, да работиш и да заработуваш и нормално да придонесуваш во твојата држава. Не е лесно во странство, има услови многу секако, ама сепак дома си е дома, викаат.